Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во вечерашново издание ќе гледате. Индиции за страотни последици од опасниот линдан складиран во дворот на Охис во Скопје. Како не очекува наот од студијата беа високите концентрации линдан во крвта на испитаниците. Ке биде ли деактивирана темпираната бомба? За да се деконтаминира количина од 10.000 тони, што е количина на малата депонија, значи прогнозата е дека се потребни околу 5 години. Дали грчката влада ја подготвува јавноста дека не може да се спори идентитетот на етничките македонци? Όλοι οι λαοί, κύριε Μερτζάνη, έχουν μια ταυτότητα. Δεν μπορεί κανένας λαός να στερήσει από τον άλλο λαό την ταυτότητά του. Δηλαδή είναι Μακεδόνες, αυτό σας ρωτάω όμως, σας ρωτάω γιατί αυτοί θεωρούν ότι είναι Μακεδόνες. Αυτοί θεωρούν ότι... Ατίνα продолжува да инсистира на уставни промени. Ο κύριος Ζαεφ διαθέτει επάρκεια πλειοψηφίας ώστε να επικυρώσει μια διεθνή συμφωνία. Συνταγματικές αλλαγές θα γίνουν στην ώρα τους. Во Куманово масовно се учи германски. Ма се шумтите интересували и кеми те нивелеве онје, и цели нивел као да бъеме лишими на документове, а пота визове. Po qëllimi im është si shumica e rinisë që dojmë me shku për një jetë më të mirë. Ние даваме целосна поддршка на Турција во борбата против терористичката организација ФЕТО. Ова е држи буреводу док мајсторе одработи. Саботажа. Со најавените содржини ќе се вратиме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Сите што треба знаат дека во дворот на некогашниот гигант Охис во Скопје лежи темпирана бомба, но за нејзино деактивирање досега не е направено речиси ништо. Иако во последните месеци се видливи први срамежливи чекори за отстранување на опасниот линдан и другите токсични супстанции, проценките се дека деконтаминацијата ќе трае најмалку 15 години. За последиците од досегашното неделување може само да се предпоставува врз основа на спорадичните анализи направени во изминатиот период, кои, например, откриваат присуство на линдан во крвта на девојчиња кои пред време влегле во пубертет. Славица Филиповска. За единствена чистота во вашиот дом. Поли. Ова се култните производи на хемискиот гигант Охис. По распадот на Југославија почна и бавното распаѓање на фабриката, од која некогаш екзистираа околу 5000 семејства. Просторот од речиси 100 хектари сега е запустен. Погоните се руинирани, а во дворот на Охис лежи токсична бомба. Илјадници тони токсичен отпад се депонирани овде во дворот на Охис. Отпадот е остаток од производството на пестицидот линдан, кој се правел во фабриката. Меѓу токсичните супстанции овде има и значителни остатоци на линданот, кој од 2009 е забранет за производство. Речиси една деценија подоцна, Македонија се уште бара начин како најбезболно да ја затвори оваа отворена рана. Линданот е пестицид кој порано се користел во земјоделството. Белиот прашок служил како инсектицид, а со неговото одвојување од другите соединенија се создала огромна количина токсичен отпад кој се депонирал на отворено. Погонот за производство на овој пестицид имал најмалку вработени, но носел најголем профит за Охис, вели пензионираниот хемиски инженер Перо Нане. Самиот производ и нус производите многу смрдеа. Дори сите алишта и работници што работеат тука со денови не можеа да се изветрат толкова голема смрда и мораше обавезно да се бањат. На секој влегување и излегување погод да се бањат. А линданот одеше како алва. Линданот се продаваше. Самиот линдан целото производство не остануваше ни грам. Толку се барано што беше производот. Одеше во Западна Европа, дури во Русија одеше. Молеа, толку што беше ба. Така да, линданот од него ништо не остана. Едино ако остана приликом пработка некој вака процент као отпадно. Нане вели дека поради немањето обучен кадар, смртноста кај вработените во овој погон на Охис била висока.
не знае што значи тоа. Макар да тоа е еден отров, што многу токсична материја, не знае да се пази, доста од тие работници и завршија трагично. Дори ние самите као инженери не знаехме точно како може толку да биде толку опасно. И после тоа 80-те години дојде, се прекинува, се забрани, мислам во Европа го забрани, што се забрани во Европа и кај нас забрани и приказната крај. Депонирањето на отпадот се вршело рачно. Се сеќава и пензионерот Кирил Трпковски, кој работниот век го минал до опасниот Линдан. Овде овие што се големи као ричиња, тука имаше линда за копање. Секоја смена по 10 кончиги, зависи производството како ишло и така тоа се збирало. Тоа се фрлаше тука, кога запре полнот и се затрпа со земја, после така остана. Цело време, 30 години така се работеше тоа. Иако затрупани смртоносните супстанции во Охис се сметаат за најжешка еколошка точка во Македонија, вели професорот по хемија Трајче Стафилов. Отпадите се составени од различни хемиски соединенија, во кои што еден е линданот. Земјаната покривка со која е покриен отпадот не представува никаква заштита. Напротив, земјата се контаминирала од отровите и така се создала уште поголема маса од 40.000 тони опасни супстанции, кои со децении се оставени на отворено. Со текот на времето бетонските базени распукале, па со линдан се контаминирали и подземните води. Се дистрибуираат частичките во воздухот, значи луѓето се изложени на вдишување на тие частички, месување во организмот. Исто така, поради делумната растворливост на дел од овие изомери, тие се присутни во подземните води и истражувањата и нашите пред 10 години и дополнителните кои што се вршени потоа покажа високи, енормно високи концентрации на овие изомери во подземните води. Почвата не само самата депонија, туку и околната почва, бидејќи се дистрибуира тој материјал и во околината, е во голем размер исто така контаминирана. Што значи, кога зборуваме за можно решение, не треба да се задржиме само на решение на елиминација на отпадот како таков на самата депонија, туку ќе мора да се размислува на ремедиација и на поширокото подрачје. И на подземните води секако. Истражувањето на професорот Стафилов покажало дека од севкупниот отпад кој натаму се наоѓа во Охис, канцерогениот линдан е присутен со речиси 10%. Високотоксични се и останатите 90% од отпадните супстанции, кои се сметаат за потенцијално канцерогени. Државата нема стандарди или правилник според кој би се оценила штетноста на ова жариште за почвата. Па професорот се водел од две гранични вредности за дозволена почвена токсичност во Холандија. Една гранична вредност која што ви укажува над која граница се сметат почвите загадени со некоја субстанца. Има уште една гранична вредност над која што дури е наречена интервентна вредност, за која што мора веднаш да се интервенира. Не се дозволува во Холандија таква состојба да постои воопшто. Ние, нашите почви во потесното подрачје на депонијата, не се загадени над тие интервентни вредности, значи мора да интервенираме. Колку се токсични отровите од некогашниот гигант, познато име е на жителите од околните населби. Добар ден, повелете. Имам тази ептен. Трговецот Слободан Митревски, кој има тезга на локалното пазарче во Драчево, вели дека поради загадувањето на водата трпело и земјоделското производство. Купувачите постојано прашувале од каде се производите. Бегаа луѓето. Искрено бегаа. Од кај е производот, од Лисиче, од Драчево, сите бегаа. Едно известно време. Зошто? Па се плашеа. Као Боже било канцерогено, не знам што. Имаше афера, дали беше вистина или не знам. Зошто канцерогено? Па од тој погон од Линдер таму, од Охис. Откако се приклучиле на друг водовод, велат бизнисот го спасиле, но останала загриженоста за здравието. А сите знаат дека има некое загадување, дека доаѓа од тој Охис, од Линдерот. Тој погон треба да се уништи, сега државата нека мисли. И државата помислила на проблемот, а првичните показатели од тестирањата биле изненадувачки и загрижувачки. Испитувањето на присуството на токсини во крвта кај 56 девојчиња на неполни 8 години кај кои настапил предвремен развој на млечни жлезди како вовет во пубертет, покажало присуство на линдан кај 10% од тестираните деца. Девојчињата биле од различни делови на Македонија, а најмногу 40 од нив биле од Скопје.
Студијата е направена во 2007 и во неа се констатира дека покачените нивоа на линдан кај оваа популација треба дополнително да се испитаат. Овие резултати се споменуваат и во брошурата за ОХИС, која Министерството за животна средина ја испечатило во 2014-та. Како не очекува наод од студијата беа високите концентрации линдан во крвта на испитаниците, дури и во контролната група. Тоа беше причина за превземање на конкретни активности за конечно наоѓање решение за историските загадувања со линдан во земјата. ОХИС е во непосредна близина на куќите во населбите Пинтија и Лисиче. Покрај депониите секојдневно минуваат жителите на тој дел на градот. Од септември минатата година, локацијата ја посетува и консултантска фирма која по нарачка на Министерството за животна средина ја испитува моменталната токсичност на теренот. За опасноста на депониите, самата за себе зборува заштитната опрема што ја носат луѓето што земаат примероци. Увидено е дека отровните прашоци со годините се измешале со земјата, а постои сомнеж дека преку подземните води, линданот и останатите соединенија најверојатно го нашле патот и до реката Вардар. Земени се примероци од некои од околните куќи и бунари и тој процес продолжува. До јуни се очекува јасна слика за состојбите на теренот, пошто на меѓународен тендер ќе се бара фирма која ќе почне да го санира проблемот. За да се деконтаминира количина од 10.000 тони, што е количина на малата депонија, значи прогнозата е дека се потребни околу 5 години да се деконтаминира. Што значи, ако се започне, тоа би се надеваме дека ќе си тече регуларно, нели ќе си има одредена динамика и очекуваме дека ако функционира добро, за некаде 5 години малата депонија ќе биде комплетно деконтаминирана. А за големата какви се прогнозите? За големата, ако сметаме дека вкупно околу 25 до 30.000 тони е големата депонија, значи од прилика би требало уште 2 пати потолку. Според проценките, анализите, чистењето и работната сила за малата депонија ќе чинат околу 15 милиони долари, од кои глобалниот еколошки фонд ќе финансира 3 милиони, а останатите владата. Надлежните сметаат дека чистењето на малата депонија ќе го одреди темпото на другите неопходни активности. Фирмата што ќе го добие тендерот мора да ја обвие со гума и големата депонија, додека не се обезбедат пари за нејзино чистење. Прекривањето со гумена прекривка можело и порано да се направи ако сме имале одреден концепт претходно, меѓутоа бидејќи имало преговори. Се менуваше собственоста на ОХИС и така натаму, значи и во управувањето имаше наназад големи промени. Од тие причини не се прешло на превземање на некои итни мерки и треба некој да биде одговорен за тоа, се разбира, да го превземе тоа како обврска и одговорност. Но освен отпадот кој го остави погонот Линдан, истражувањата на професорот Стафилов покажале дека ОХИС ја контаминирал средината и со жива и со остатоци од работата на другите погони. 5-6 пати повеќе жива имаме во подземните води од максимално дозволените. Како да се деконтаминира целиот простор, допрва ќе се бара помош од странски фондови за отпочнување студии. Иако тоа е бавен и скап процес, стручната јавност е децидна. Доколку не се почне веднаш, под атмосферските влијанија отровите ќе се разнесат уште повеќе. За последиците Стафилов посочува на еден познат пример од светот на труење со токсични супстанци. Ова е украинскиот председател кој што беше труен со диоксин, како изгледа порано, како после труењето, ама швајцарците го спасија. Со подпишување на Стокхолмската конвенција во 2004-та, во која линданот како токсична супстанца е додаден во 2009-та, Македонија е обврзана да ја деактивира темпираната бомба во својот двор. Повеќе одиме на уште една пауза, пошто ќе гледате? Дали грчката влада ја подготвува јавноста дека не може да се спори идентитетот на етничките македонци? Όλοι οι λαοί, κύριε Μερτζάνη, έχουν μια ταυτότητα. Δεν μπορεί κανένας λαός να στερήσει από τον άλλο λαό την ταυτότητά του. Δηλαδή είναι Μακεδόνες, αυτό σας ρωτάω όμως, σας ρωτάω γιατί αυτοί θεωρούν ότι είναι Μακεδόνες. Αυτοί θεωρούν ότι... Ατίνα продолжува да инсистира на уставни промени. Ο κύριος Ζαεφ διαθέτει επάρκεια πλειοψηφίας ώστε να επικυρώσει μια διεθνή συμφωνία. Συνταγματικές αλλαγές θα γίνουν στην ώρα τους.
Во Куманово масовно се учи германски. Ма се шумтите интересували и kemi të niveleve A1, i cili nivel ka të bëjë me lëshimin e dokumenteve apo të vizave. Po, qëllimi im është si shumica e rinjtë që dojnë me shku për një jetë më të mirë. Ние даваме целосна поддршка на Турција во борбата против терористичката организација ФЕТО. Премиерот Зоран Заев беше во посета на Турција, од каде најголемо внимание во јавноста привлекува неговата изјава со која организацијата на Фетула Гюлен ја квалификува за терористичка. И покрај неодамнешната изјава на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган оти барањата на Грција во однос на името на земјава се нефер и неприфатливи, денеска од Анкара стигнаа пораки на поддршка на евентуално решение меѓу Скопје и Атина. Во Анкара е нашиот Зоран Јовановски. Турција го охрабрува диалогот меѓу Македонија и Грција во насока на изнаоѓање на решение за прашањето за името. Ова е една од клучните пораки кои во Анкара ги доби премиерот Зоран Заев на средбите со турскиот државен врв. Позицијата на најмоќната држава во регионот се очекуваше со доза на неизвестност, бидејќи ставот на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган од пред само неколку дена остави простор спорот за името дополнително да се искомпликува. Господине Заев, ви отворено се залагате и работите на компромисно решение за прашањето за името, но од друга страна турскиот претседател Ердоган во својата последна изјава околу името вели дека тоа што го бара Атина од Скопје е нефер. То ова на некој начин тоа имплицира дека е против решавање на спорот со името. Еден ваш коментар околу ваквата негова изјава и став на турскиот претседател. Исто и за господинот Йилдирим. Значи, коментар околу ваквата позиција во прашањето со името. Tabii Makedonya'yı anayasal ismiyle ilk tanıyan ülke. Турција е првата земја која ја призна Македонија со нејзиното уставно име. Името на една земја го определува самата земја, не го определуваат некои други земја. Тоа е многу погрешно, но покрај сите овие активности во врска со ова прашање, проблемите со кои што ги доживуваме со Грција, мислам дека со разговори ќе може да се решат, со добра волја, со добра намера, ќе се изнајдат можности да се решат. Тоа е наша најголема можност, бидејќи соседните земји, проблемите, меѓусебните проблеми треба да ги решаваат врз основа на меѓусебни разговори и братски пристап. Ние денеска разговаравме за ова прашање и Турција како пријател секако поддржува решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни, заради тоа што навистина тоа е решение единствено возможно за нашиот пат кон НАТО и кон Европската Унија. Јас сум убеден дека навистина со вакво охрабрување и поддршка од најголемите пријатели на Република Македонија ќе се изнајде решение за овој повеќе од 25 години проблем кој што Република Грција го има со нашето уставно име. За истакнување и тоа што Зоран Заев стана првиот официјален представник на Република Македонија, кој го употреби зборот терористичка за организацијата ФЕТО на Фетула Гюлен, кој во Турција е портретиран за најголем противник на Реджеп Тајип Ердоган. Сепак, Заев не сподели детали како Македонија ќе соработува со Турција за ова прашање. Познато е дека Турција, уште додека премиер беше Груевски, бараше затворање на училишта, невладини и други организации во Македонија кои ги смета за блиски до Гюлен. Јавно не е познато дали било каков ентитет беше затворен. Makedonya'nın ülkemize verdiği desteğin И сакам да изразам благодарност на Република Македонија за поддршката на Турција во борбата против терористичката организација ФЕТО и на следбата констатиравме дека што поскоро треба да се окончаат активностите на терористичката организација ФЕТО во Македонија и во тој контекст премиерот на Македонија ни даде целосна поддршка. Başbakan kısa süre önce Ние даваме целосна поддршка на Турција во борбата против терористичката организација ФЕТО. И апсолутно ги презимаме согласно уставот и законот сите чекори во Република Македонија, кои што секако ќе го унапредат нашето пријателство со Република Турција. Ќе ги почитуваме и меѓународните договори кои што се почитувани и сите меѓународни правила, но се што ќе преземеме е да докажеме
на Република Турција и на граѓаните во Република Турција дека во Македонија имаат искрен пријател. Ние презимаме чекори и ќе продолжиме да презимаме чекори, заради тоа што и од полза на граѓаните на Македонија пред се е унапредувањето, зајакнувањето и секако негувањето на ова големо пријателство кое што постои помеѓу двата народи и двете земји. Освен со политичкиот врв на Турција, Заев имаше групни и индивидуални средби со турски бизнисмени. На состанокот со представници на групацијата ТАФ, која управува со Скопскиот и Охридскиот аеродром, паднал договор каде ќе се трошат парите кои ТАФ требаше да ги инвестира во изградба на карго аеродром кај Штип. Сакам да им соопштам на граѓаните дека навистина ќе се развиваат многу важни општествени проекти, важни за сите граѓани, подеднакво на територијата во Република Македонија. Овие 45 милиони евра ќе бидат инвестирани во периодот од наредните неколку години, почнувајќи од веднаш во нови градинки, во нови училишта, во нови локални патишта и нови канализации и системи за одводнување. И знаејќи дека ова представува сериозна потреба на граѓаните во Република Македонија, јас сум убеден дека навистина преку ваквите проекти ќе имаме општо задоволство и бенефит и двете страни. И граѓаните на Република Македонија и ТАФ како концесионер во Македонија. Од средбата со турските бизнис комори можеше да се дознае дека македонската влада е во напредни преговори со турски инвеститори за зоната во Гевгелија. Од она што беше јавно соопштено, неверојатно станува збор за варијанта за издавање на целата зона. Како и во политиката, аргумент на македонската делегација беше дека и во економијата потенцијалот за напредок е во регионална соработка. За 360 степени од Анкара, Зоран Јовановски. Ова се пораките и исходот од посетата на премиерот Заев на Турција. Во очекување на следната рунда од преговорите за името, во изминатите денови стигнаа повеќе конкретни пораки и од македонска и од грчка страна, од кои може да се насетува кои елементи се помалку, а кои повеќе проблематични. Во анализата на Владимир Мирчевски за насоката во која се движи процесот, дел од изјавите ви се познати, а дел првпат вечерва ќе ги видите во нивната оригинална версија. Владите на Македонија и на Грција во изминатите неколку дена дадоа повеќе изјави за кои првичниот впечаток може да биде дека се цртање црвени линии, вкопување во ровови и оддалечување од можен компромис. Но ако тие изјави се систематизираат и се подредат во рамката во која се водат преговорите за името, може да се донесе спротивен заклучок дека и покрај притисокот и критиките врз владите во двете земји за предавство на националните интереси, изминатите неколку дена всушност донесоа доближување на ставовите за некои аспекти од потенцијалното решение. Она што се чини дека е апсолвирано е согласноста од двете страни за сложено име со географска одредница. Од македонска страна ова многу отворено го соопшти премиерот Зоран Заев. Ние сме подготвени за географска одредница. И до тука ќе застанам, заради тоа што суштествено е прашањето и треба да дадеме шанса низ преговорите да поминеме во изнаоѓање на решение. Наспроти масовните протести во Атина и во Солун против употреба на терминот Македонија во името на нашата земја, грчката влада преку својот портпарол продолжи јавно да се залага за сложено име и да ја објаснува на грчката јавност зошто. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση τις διεθνείς συνθήκες η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η Μακεδονία ανήκει κατά 51% στην Ελλάδα, κατά 30% περίπου στη Βουλγαρία, το υπόλοιπο κομμάτι ανήκει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και 1% ανήκει στην Αλβανία. Επομένως, ακόμα και επί της ουσίας, αν πάμε τη συζήτηση, που εκεί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την πάμε, βλέπουμε ότι η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας αυτή τη στιγμή ανήκει σε διαφορετικά εθνικά κράτη και αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να τη λαμβάνει υπόψη της η ελληνική εξωτερική πολιτική. Освен за тоа дека решението треба да се базира на сложено име со географска одредница, изјавите од изминатите неколку дена се чини дека донесоа приближување на ставовите за идентитетските елементи во пакет решението. Прва во низот изјави на оваа тема беше онаа на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров од заедничката пресконференција со Метју Немиц во Скопје. Јас имам целосно разбирање за оние грчки граѓани кои што себе си на еден или друг начин се само идентификуваат како македонци, дали во контекст на Атичка Македонија, дали во контекст на регионот. Меѓутоа во Европа во 21. век не само нашите соседи во Грција, туку било кој друг не може да разговара и да го допре нашето право, моето лично, на моите сограѓани, да бидат македонци кои што зборуваат македонски јазик,
кој што припаѓа на групата словенски јазици. Оваа изјава на Димитров првично од грчките медиуми беше оценета за провокативна. Портпаролот на грчката влада рече дека таа не е од помош за процесот, но подоцна во настапот на јавниот телевизиски сервис Занакопулос како да се доближи до интерпретациите за идентитетот кои доаѓаат од македонска страна. Όλοι οι λαοί, κύριε Μερτζάνη, έχουν μια ταυτότητα. Δεν μπορεί κανένας λαός να στερήσει από τον άλλο λαό την ταυτότητά του. Δηλαδή είναι Μακεδόνες, αυτό σας ρωτάω όμως, σας ρωτάω γιατί αυτοί θεωρούν ότι είναι Μακεδόνες. Αυτοί θεωρούν ότι η εθνική τους ταυτότητα είναι αυτή που είναι, αλλά επίσης να σας θυμίσω ότι και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπάρχουν εντελώς διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, υπάρχουν Αλβανοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως Σλαβομακεδόνες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν. Βεβαίως υπάρχουν και Έλληνες, υπάρχουν και, αν δεν κάνω λάθος, Βούλγαροι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά ρευστή, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Σας ξαναλέω όμως ότι από τη δική μας μεριά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί και στην εξωτερική πολιτική και στο συγκεκριμένο χώρο της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας και στη βάση αυτών των πραγματικότητων να διαπραγματευτούμε. За сега највидливи се разликите за опсегот на употреба на новото сложено име. Грчката страна продолжува да инсистира на промена на уставот на Република Македонија, што го повтори министерот за надворешни работи Никос Кодзиас во интервју за Euronews на грчки јазик. Η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της ΦΥΡΟΜ είναι κόκκινη γραμμή για την ελληνική κυβέρνηση? Η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της ΦΥΡΟΜ είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αντιστοιχηθεί η χώρα αυτή με τις διεθνείς συμφωνίες που θα κάνει και το ίδιο στο Σύνταγμα. Γιατί αργότερα μπορεί να έρθουν άλλες δυνάμεις και να κατηγορούν τη σημερινή ηγεσία ότι παραβίασε το Σύνταγμα κάνοντας μια διεθνή συμφωνία μαζί μας. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα περιλαμβάνεται και το όνομα? Νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε. Οι αλυτρωτικές αναφορές στο Σύνταγμα της ΦΥΡΟΜ, στο προήμιο αλλά και σε κάποια άρθρα, όπως έχετε πει και εσείς, και όσα προβλέπονται για την διαδικασία αλλαγής του συντάγματος, μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία στο τέλος, η εφαρμογή της θα είναι πολυσύνθετη. Με δεδομένο ότι ο κύριος Ζάεφ δεν διαθέτει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή, πώς θα γίνει εφικτό αυτό? Ο κύριος Ζάεφ διαθέτει επάρκεια πλειοψηφίας ώστε να επικυρώσει μια διεθνή συμφωνία. Συνταγματικές αλλαγές θα γίνουν στην ώρα τους. Премиерот Заев пред неколку дена рече дека не гледа потреба од промена на уставот, фокусирајќи се на грчките тези за иридентизам. Секако знаете дека дел од ставовите на Ерго Омнес во Грција е и промена на уставот во Македонија. И тоа се ставови на Грција. Ние имаме наши ставови. Значи, зборуваме за уставот. Зборувам за уставот. Македонија го промени својот устав 93 година да ги допрецизира членовите 49 од уставот, вградувајќи амандман 2. И ние направивме голем чекор. Како земја таа година. За да го отклониме иридентизмот. Во моментот се што правиме е да докажеме дека Македонија нема никакви аспирации, територијални или било какви. Македонија нема иридентистички побуди. Македонија сака да гради пријателство. И од тој аспект не ги гледам потребите. Јас внимателно слушам и нашиот партнер со кој што преговараме, но апсолутно знам и што е возможно и што е невозможно во Македонија. И лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, деновиве го повтори познатиот партиски став за името, не навлегувајќи во интерпретација што значи таквата формулација. Позицијата на ВМРО ДПМН во минатото е во неколку пати кажана јавно и јас лично самиот имам кажано во неколку наврати јавно, што се однесува до промена на уставот, а со цел промена на уставното име на Република Македонија, и таа е непроменета и ќе остане непроменета. Во овој став на опозицијската партија некои аналитичари сепак препознаваат отвореност и за уставни измени, ако се потребни. ВМРО ДПМН долго користеше на флоскула, нема да дозволиме да се промени уставот, за да се промени уставното име. И сега тука ја гледаме на игра на зборови. Значи уставот може да се смени, за да се смени нешто друго, а то не е уставното име. Значи, толкувањето за некоја меѓузона би било дали во уставот може да се регулира меѓународното име.
Одредба со која во Уставот би се внело меѓународно име без промена на уставното е прифатливо и за други познавачи на темата како максимално можен компромис од македонска страна. Ако има подготвеност и кај опозицијата, ако има подготвеност во пошироката наша јавност, ние да понудиме решение во Уставот, да не бегаме од тоа, да обезбедиме двотретинска поддршка, она што ќе го договориме да биде дел од Уставот како име за меѓународна поддршка. Нерешавањето на прашањето за името и безперспективноста на земјава поради блокадата во интеграцијските процеси директно се поврзуваат со нагласеното одење на печалба во странство. Во Куманово, кој е пример за таква миграција и во кое едно време хит беше заминување во Ирак, па во Авганистан, сега нова популарна дестинација е Германија. Во градот масовно се учи јазикот за кој што се смета дека носи подобар живот. Хекура на Кифи. Familie Neudel will auswandern. Sie hat keine Zeit für Spielen, Kommunizieren, Sprechen. Ja, kommunizieren, gut, sprechen und so. Und dann kommunizieren mit einem anderes. Gut. Курсот e gjuhëve të huaja janë biznesi kryesor I ditëve të fundit në Kumanov. Dikur njëi si qendër industriale, para një dekade ishte shndruar edhe në qytet të shumë parykërive e salloneve të bukurisë, të cilat shfrytëzoheshin nga gratë, bashortët e të cilëve punonin në Irak e Afganistan. Por tani, destinacioni I ri migrimit për kumanovarët është Gjermania. Der deutsche Mann ist als Kollege Die Kollegin Mann, sie ist Kollegin, etwas tolerant als die Amerikaner. Ja. Und was sagt sie? Wie ist Ihre Meinung? Die Deutschland sind tolerant. Ja. Toll finde ich auch das Umweltbewusstsein der Deutschen. Mund të themi se fokusi është më I madh te kurset intenzive, më së shumti të interesuarit I kemi të niveleve A1, I cili nivel ka të bëjë me lëshimin e dokumenteve apo të vizave. Për medicinë mund të them se janë më të interesuar, por po ashtu ka nxënës apo të interesuar të cilët vinë për shembull për punë të zakonshme, sikur për shembull në për restorane të ndryshme, apo në për ndonjë firmë, apo në ndonjë fabrikë, apo në zanate të ndryshme, si për shembull në zrugtari, kemi pas ashtu të interesuar dhe të cilët kanë gjetur punë diçka lidhje me informatikën, diçka lidhje me biznesin, apo vetëm se kanë ardhur ta mësojnë gjuhën për arsye se e kanë planifikuar jetën që të jetojnë atje. Njëri prej tyre është Arsim Sulejmani, ka aplikuar për punë në Afganistan dhe Irak, por njëkohësisht edhe për në Gjermani, prej ku pret përgjigje pozitive. Po, qëllimi im është si shumica e rinjit që dojnë me shku për një jetë më të mirë, për me pas se këtu si që shofim edhe ne, dhe si që dim të gjithë, nuk ka asgjë. Kam edhe disa shok që kanë apliku, kam edhe disa tjerë shok që presim për aplikim, është një numër I madh që dojnë me apliku për Gjermani. Mund të them që dikon mos ta teprojnë, ndoshta po 50-60% të rinisë janë të dashur me apliku. Për pos shpërnguljes, shqetësues paraqitet numri I mjekëve dhe infermierëve që braktisin vendin. Gjermania ka njoftuar se ka nevojë për importin e 100.000 infermierëve të kualifikuar për të moshuarit. Zemile Salii një kohë kishte punuar si infermiere në Gjermani. Thotë se në fillim kishte vështirësi, por tani ajo është kthyer për të përveçuar edhe më mirë gjuhën gjermane. Qëllimi final është vetëm atë që mjeke, do me thonë, studimet atje t'i vaj si mjeke, sepse jipe, do me thonë, liria ma shumë, të drejtat e një personaliteti vlerësohen shumë ma shumë se sa këtu, edhe normalisht se në fund të punoj si mjeke, pse jo. Më thonë shpeshherë se t'i shërbesh popullit tanë këto është shumë ma mirë po jam në dilemë këtë aspekt sepse nuk vlerësohet një mjek atë sa duhet në shtetin tonë këto. Për një jetë më të mirë, për shkollim adekuat, për një punë me të ardhura më të mira,
janë vetëm disa nga arsyet që kanë shtyrë shumë të ri të marrin rrugën e gurbetit. Qytetarët që i pyetëm, edhe pse kategorisht kundërshtojnë shpërnguljen, thonë se i kuptojnë të rinjtë e qytetit, të cilët jetën më të mirë e kërkojnë jashtë shtetit. Ide во Зор, нема работа одека, ќе одат. Конкретно од наш крај многу отидува сега. И тоа фамилиарно отидува. Ситуата është jo e mirë këtu, e dojnë një rrugë më të mirë me gjetë rinia, se këtu s'ka jetë për rinien. Ka në fundit shumë kanë dalë, tepër. Edhe pritet shumë me dalë. Në lanë njeve veç pleshtë dhe i tritë qunë shkun. A janë të ja bombirë që janë të shku? Hysë janë të bo. Për në që në metëm kërkun. Katastrofë për keta. Nuk kam mirë me shlu vendin, që edhe kujtë, a mirë me majtë vendin tam, po puna që rinia këshirin një talë me më të mirë, një jetë më të mirë. Mirë pja bojnë që po shkojnë me punu në Gjermani, ose në Afganistan, se këtu papunësia mave, s'po ka në një ashka me bo. Teško je da si mlad, ama teško je bez работы, uče po teško. Škola završi, treba mu работа, treba pari i zato odet. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në muajin e parë të këtij viti, gjykata themelore në Kumanov lëshoi më shumë se 1000 vërtetime për persona që nuk janë të ndjekur penalisht, shumica prej të cilëve janë aplikues për viza. Situatë e njëjtë paraqitet edhe në qytete tjera të Maqedonisë, që kur Gjermania njoftoi se ka deficit të madh të fuqisë punëtore, duke i dhënë përparësi drejtimit të inxhinierisë elektromekanike, shëndetësisë dhe kujdesit spitalor, si dhe ndihmësve për personat e moshuar, qytetarët e Maqedonisë dhe pjesa tjetër e Ballkanit kanë marrë rrugën, por u ndeshën me të ashtu quajturën e drejta e Ballkanit perëndimor, të cilën Gjermania e solli që kur Maqedoninë, Serbinë, Bosnjën, Malinezi, Shqipërinë dhe Kosovën i shpalli vende të sigurta, që nga atëherë nën moton punë po, azil jo, Gjermania i dha shumicën e lejeve të punës për qytetarët e Maqedonisë, madje 50% të kërkesave të paraqitura. Për fat të keq, të rinj nga Kumanova nuk janë udhëtarë të vetëm, të cilët planet e mëdha për ardhmërinë e tyre e shohin larg vendlinjës. Наред е нова кратка пауза, по која е саботажата. Бидете насад. Ја најавувам новата саботажа на авторот Сречко Поповски. Монументите на нахалноста, чија цврста политичко-криминална градба се дезавуира како лошо изработен и неисушен керпич, добиваат особена специфика кога за грешките кои ги имаат направено. Доскорешните стопани ги обвинуваат кираџиите, барејќи од нив, да не зборуваат гласно за недомакилнукот, туку да продолжат на истиот начин, да ја шминкаат реалноста. Се работи за 4 години стар објект. Вие дома 4 години да живеете, по нешто ќе ви се расипе, ќе мора да го поправите. И тие што се таму им советувам, тоа што ние сме го изградиле да почнат да го кречат, ако имаат способност барем нешто да искречат. И нека ја најдат дупката кај во кровот и нека ја затворат. Толку дупки се појавуваат од горе што најдобро би било да му се стави штопна на небото, но што да се прави кога водата продире од оздол. Во Дојра ниту се кренале силни морски бранови од тие езеро, ниту го удрило не дај Боже цунами, а сепак на брегот се евидентни остатоци од руина, кој е сведоштво на скапите лични и политички промоции, кои не додржуваат ниту еден цел градоначалнички мандат. Тоа е поради надоаѓањето на самата вода, меѓутоа и поради, мора да напоменам дека е изработката на самата патека направена на многу неквалитетен начин и тоа придонесува за рушењето. Потаму звучат навистина несериозно жалопојките на лицето кој кумуваше на сета оваа филозофија, на човекот кој функционираше како драгстор за идеи. Можеби тој се надевал дека ќе се одмори, дека го чека заслужена пензија, но просто е неверојатно дека по толку самопрегорен ангажман и вложен труд не сватил дека секој што работи греши, а
тој што многу работи, многу греши. Затоа и се бара од него повторно да се докажува. Например, за следната недела, за 3 различни предмети, имам од понеделник до петок секој ден рочиште. А на заедно закажуваат на 2 месеци. Може би во овој сегмент се уште нема веродостојни следбеници на таа идеологија, но во другите сфери, по битолската градоначалничка сега и во друг македонски град, на истата прва буква, се надзира таа желба да се докаже дека се чувствуваат промени, дека животот доаѓа за сите. Се разбира, најбргу за членовите на сопственото семејство. Во првите 100 дена градоначалникот на Берово постигна многу. Избрка од работа 20 на лица, а на местото на бремена наставничка си ја вработи сопругата. Ниту еден не е избркан од работа, туку на сите им престанаа договорите за работа. Мојата сопруга е професор по математика и физика и работи на едно од тие места, така да точно е дека таа е ангажирана. Токму затоа на политиката се потребни не само луѓе, туку најважно принципи. Тие се столбот на системот кој треба да држи, бидејќи во спротивност, празната реторика без практични примери е дежави, бесконечно повторување на истите случаи, шлефување во место. Ние сме како точак, додека вртиме, некако стоиме право, а застанеме, ние паѓаме како систем. И на крајот, се додека штендерот е спуштен и упорно се одбива да се стават нозете на педалите и да се заврти, за секој што го грабнал седиштето, ќе се има истиот впечаток. Ова е држи буре воду док мајстори оду работа. Слабоста на секое буре е во чепот. Вистински мајстор е само оној што е способен цврсто да го стегне или да има чувство кога треба да се смени, за да престане неповратно да тече. Завршува уште едно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Може да не следите и на веб страницата 360stepeni.mk и на Facebook и Twitter. Се гледаме повторно в петок од 22:30.